И во услови на пандемија со одржување онлайн настава, средношколците од гимназијата Љупчо Сантов успешно се представуваат на регионални и државни надпревари. Освоено прво и второ место на надпревар по англиски јазик, со што уште еднаш се покажа упорноста и работата на професорите ментори заедно со нивните ученици. На мој лично задоволство, чест ми е да соопштам дека учениците од СОУ Љупчо Сантов Кочани и покрај онлайн наставата и различниот начин на адаптација и усвојување на наставните содржини, сепак успеа да докажат дека и по овој начин може да се успее и да се достигнат врвни резултати. Поради работна ангажираност на нивните наставници ментори, сакам да го соопштам успехот кој што учениците го постигнаа на општинскиот надпревар по англиски јазик, каде освоија врвни места и успеа да се пласираат на регионалниот надпревар. Тоа се учениците Кристина Крстова, ученик во втора година, која го освои првото место, Никола Малишевски и Ненад Стојанов, Давид Стојков, ученици во трета година, кои го освоја второто место, и Драгана Нисева, ученичка во втора година, која го освои второто место. Група учесници со така учествува и на надпревар по математика, од каде се вратија со освоени награди, зашто професорката Маја Сребренова Митева ги истакна најдобрите. Во периодот кој измина се одржаа надпреварите по математика, општинскиот и регионалниот надпревар, но поради ситуацијата во која се наоѓаме, со пандемијата COVID-19, надпреварите беа онлайн. Од нашите училиште исто така имаше деца кои учествуваа на надпреварите. На општинскиот надпревар на 20 февруари, кој се одржа онлайн, учествуваа наши ученици кои своите трудови, знаења и вештини ги истакнаа и постигнаа солидни резултати. Тука можеме да ги спомнеме учениците Мелани Јосифова од прва година под менторство на Јонче Михајлов професорот, освои втора награда. Од втора година учениците Мери Манасиева освои прва награда, ученичката Драгана Нисева освои пофалница под менторство на мене, Маја Сребренова Митева, и од трета година ученичката Теодора Санева освои прва награда и четврта година ученичката Сара Манасиева освои пофалница. Овие резултати се солидни и овозможија учество на регионалниот надпревар кој се одржа пред неполни 2 недели, односно на 13 март, и истите ученици освоија следните награди, односно Мери Манасиева, ученичката од втора година, ја освои втората награда, Теодора Санева освои пофалница и Сара Манасиева освои трета награда. Овие успешни резултати ни потврдија и ни овозможија учество за државниот надпревар. Тој ќе се одржи на 11 април, со тоа што разликата е дека овој пат ќе биде со физичко присуство на Природно-математичкиот факултет во Скопје. Надпреварите се одржуваат онлайн во услови на пандемија предизвикана од коронавирусот, поради протоколите за заштита од COVID-19.